Штип го имаше модни денови Штип, па Скопје го има моден викенд Скопје, 31-во издание на овој настан. Со мене вечерва Маја Кикириткова, една од нашите најпознати модни дизајнерки. Маја, кажи ми каква е атмосферата овде вечер и како си поминуваш? Колку што можам да видам, значи помина втората ревија, Мирјана Јосифовска навистина покажа едно феноменално дело, тоа што го работи со незините шапки, искомбинирано со едни толку класични и безвременски аутфити, што на мене навистина ми остави едно неверојатно искуство и неверојатен впечаток. Првата ревија беше експериментална, така да не би ја коментирала, но еве за Мирјана можам да кажам се најдобро. Во однос на атмосферата, супер си поминуваме, се забавуваме, така да ќе ги проследам и другите реви, не можам пред време да коментирам нели како и ќе се одвива и во кој тек. Но можеш да ми кажеш на конкретно прашање дали се менува модата во Македонија и модната сцена? Па знаеш како, модата глобално се менува, од тоа што сме навикнати пред 20 години, јас еве конкретно кога сум почнала да се занимавам со мода и тоа што е денес, навистина е сменета модата. Модата во Македонија во однос на дизајнерите е сменета во нагорна линија, во однос на посетителите конкретно овде не можам да кажам. Затоа што мислам дека на ваков настан од почит спрема учесниците треба малку повеќе внимание да се обрнува на тоа во каков аутфит е дојден гостинот. Токму тоа ме интересира, дали луѓето внимаваат како се облекуваат на вакви настани, бидејќи сепак со одреден аутфит, како што кажавме, или одреден стил, се оддава почит на самиот настан или на местото каде што одиш? Токму така како што кажав, сепак треба да го испочитуваш домакинот, а во овој случај е Скопје Fashion Weekend и самиот дизајнер на кој што си поканет на неговата ревија. Мислам дека секој од нас може да смисли еден креативен аутфит, нормално во склоп со неговиот стил, а не да се облечеме као што ќе отидеме и на работа. И мора да признаеш дека за тоа не требаат многу пари. За тоа не требаат воопшто пари, треба само имагинација. Во што си облечена ти вечерва? Дали си во твоја креација? Јас како и секојаш сум облечена во моја креација, јас многу ретко купувам облека, така да ова е од најновата колекција која што ја представив на Штип Fashion Days ова е еден фустан стар, точно 10 години, кој што го имам носено кога бев кума на свадба и го имам носено уште во 15 различни комбинации, од патики до штикли, чизми, баш со сопругот се зезавме сега кога доаѓав овде кога ме носеше до настанот и коментиравме како еден фустан буквално може да се трансформира во милиарда начини. И он само искоментира: да, ама Маја, некоја кога има тој фустан и не знае како да го искомбинира, ќе го облече само за на свадба. Така да се е до имагинацијата. Кога знаеш, знаеш. Тоа е моето мото. Кога знаеш, знаеш, да, тоа е твоето мото, но сепак и да не знаеш, има луѓе што знаат и можеш да се исконсултираш. Тоа е моето мото. Ти благодарам. Благодарам и на тебе.